Чувството на страв, чувството на небезбедност, анксиозност. Значи имало голем број на деца кои што се јавувале и кои што споделувале насилство кое што е извршено дали од родител, дали од наставник, дали од лице кое што е нели на нивна возраст од училиште. Секој нов повик е и нов предизвик. Не знаеш со каков проблем се јавува самиот јавувач, самото дете со што се соочува, но можам да ги издвојам еден позитивен и еден негативен повик кој што едниот позитивен беше од дете кое што имаше 8-9 години верувам и пред неговото прашање беше од што се состои светот. Децата и младите не се јавуваат на Ало Бушавко само за проблеми тогаш кога им треба помош, туку едноставно и тогаш кога се љубопитни, тогаш кога сакаат да си ја осознаат средината, кога сакаат да научат нешто ново. Додека од другава страна, од негативнава страна или помалку посакуванава, е дефинитивно еден од многуте повици кои што ги имам добиено поради суицидални мисли, односно мисли за убиство и одземање на својот живот. Клучната разлика споредбено помеѓу полугодишните извештаи за 2023 и 2024 година е менталното здравје кај децата, односно зголемениот број на дојави во 2024 година не баре двојно повеќе од минатата година, односно со 63% застапеност е бројот на дојави за менталното здравје кај децата. Што тоа значи? Тоа значи дека децата се двојно повеќе има присутност на страв и вознемиреност, проблеми со расположението, па дури и моменти каде што имаат загриженост со себе си доаѓа до суицидални мисли. И најчесто застапената во последните 2-3 години е проблемите со менталното здравје кај децата, понатаму доаѓаат и проблемите со сите видови на злоупотреба, вклучувајќи го и физичкото насилство, емоционалното насилство, занемарувањето од родителите и како трета причина за дисфункционалноста во семејството. Овие проблеми со менталното здравје доаѓаат како последица од дисфункционалноста во семејството, затоа што практично децата всушност учат од самите родители и нивното однесување е само еден пример од дома или пак од средината во која што живеат. Затоа и имаме зголемен број на физичко насилство, имаме зголемен број на емоционално насилство кај децата, затоа што тие го учат од примерот на родителите и нам возрастните кои што сме во нивното опкружување. Мојата задача е да го сослушам, да се обидам да ја разберам ситуацијата и местото од каде што тој повик доаѓа. А потоа нели веќе размислувам на мерките кои што се во моја моќ во тој даден момент нели да ги превземам, за да дали ситуацијата биде намалена, да биде разрешена или едноставно самата емоција, таа бура на емоции